Со консолидиран 61 пратеник ВМРО ДПМН влегува во привилегирана позиција во преговорите за формирање влада. Според познавачите, Христијан Мицкоски сега има поголем простор да ги одлучува правците на работа на новото мнозинство, како и распределбата на ресорите. Политичкиот аналитичар Александар Ристевски за Алфа вели дека Мицкоски во преговорите за коалицирање влегува со цел да добие што е можно посилно мнозинство во собранието. Дефинитивно тој што составува влада и тој што веќе има искажано мнозинство во собранието и основа за да формира влада е во одредена своевидна привилегирана позиција и со можност тој да ги одредува, да кажеме, правците, па и ресорите и местата како би се составувала идната влада. Повеќе од евидентно е дека мандатарот на идната влада, Христијан Мицковски, има желба и тенденција таа да се прошири, да се исполни она услово и за Бадинтерово мнозинство. Според политичкиот аналитичар Синиша Пекевски, коалицијата меѓу ВМРО ДПМН и Вреди начелно била договорена уште пред изборите и не очекува да има тешки преговори за формирање влада. Коалиција со Вреди беше договорена многу предходно и ако сакаме да имаме здрави односи во владата, но и здрави односи веќе конечно во Македонија, треба да се почитуваат тие договори што предходно они ги направиле, без разлика што резултатите за едната партија излегоа неочекувано, за нив многу добри. Во власта во заминување дуи ги имаше речиси сите клучни ресори, како надворешни работи, финанси, економија, а ја има и позицијата прв вице-премиер, која беше измислена по нивно барање. Ристевски вели дека албанскиот политички блок ќе мора да се задоволи со многу помалку, односно распределба на ресори кои ќе искажат реалната политичка моќ. Ова што како моќ го имаше дуи во актуелната власт, во изминатите 4 години, мислам дека беше една претерана одстапка насада сама и токму поради тоа сада сама потона на ниво да биде помалку или повеќе со ист број на пратеници со дуи. Мислам дека бројките кои Вленке ги има во идната влада ќе бидат поразумни, ќе бидат едно своевидно пресек или реално представување на нивната сила и учество во таа влада. Пекевски вели дека не е важно која партија, кој сектор ќе го добие, туку на позиции да бидат поставени квалитетни луѓе. Но е само да донесат квалитетни луѓе и да се видат резултати. Значи треба да престанеме да гледаме дали е тоа маж, жена, дали е албанец, македонец, туку најбитно е на позициите да се постават квалитетни и способни луѓе кои на крајот на денот воопшто не морали да бидат партиски личности, туку може да бидат експерти во својата област. Работните групи на ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди вчера одржаа првата средба за договарање на новата влада. Таму било заклучено дека потребно е да се задржат програмските определби за кои добиле поддршка од граѓаните, како и да се запазат договорените принципи за идно делување.